7 часот и 32 минути, а колегата Мартин Николовски е веќе подготвен за повтор пат да ни се јави од главниот град, овој пат од една поинаква тема. Мартин, се надевам дека веќе сте подготвени, а јас ќе најавам само дека ќе ни споделите со твојот соговорник информации за танцовиот спортски надпревар Македонија Open 2025 година. Повелете со разговорот. Да, токму така, Симона, овој викенд Скопје ќе биде центарот на танцовата уметност под покровителство на Светската танцова спортска федерација во главниот град. Утре и во недела се одржува меѓународниот надпревар Македонија 2025, кој ќе обедини бројни изведувачи и танчери во нашиот главен град од секаде во целиот свет. А за важноста на овој настан утрово во Македонија наутро разговараме со доктор Владко Павлевски, председател на Македонската танцова спортска федерација. Доктор Павлевски, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на јавниот сервис. Добро утро и поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Во најавата кажав дека утре и во недела Скопје ќе биде центарот на танцовата уметност. Зошто овој настан е значаен за нашиот главен град, но и за нашата држава воопшто? Македонија Open 2025 е веќе настан кој што е 7-18 години поред. Обединува танчери спортисти од многу држави. Ние очекуваме утрешната бројка е негде околу 35 држави да се појави. Танцовата дисциплина е стандардни танци, латиноамерикански, модерни спортски танци. Значи, од сите танцови дисциплини кои што ги третира танцовиот спорт. Ние сме на календарот на Светската танцова спортска федерација, ставени со овој настан и со текот на годините, навистина, тој настан расте се повеќе и одзивот е многу голем. Очекуваме да се појават негде околу 2500 танчери спортисти, ви кажа веќе од околу 35 држави и се надевам дека гледачите ќе уживаат во гледката која што ќе се случува и утре и задутре. Господине Павлевски, колку е важно вакви надпревари, вакви настани да се одржуваат кај нас се со цел развој на спортскиот танц во Македонија? Многу е важно да се има вакви настани и да, како да кажам, да гори танцовиот подиум. Тоа е предизвик за танчерите спортисти, танцовите двојки, групи, формации и така натаму. Значи, кога ќе се појават на ваква врста надпревар, тоа значи дека тие се наоѓаат во ситуација да можат да собираат поени за пласман на ранглистите. Например, нашиот во моментов на овој евент најголемиот танцов надпревар е така наречениот World Open за латиноамерикански танци, кој што е една класа пониско од Grand Slam турнирите кои што ги има во рамките на системот за надпреварување на Светската танцова спортска федерација. Што тоа значи? Тоа значи дека за тие танцови спортски двојки кои што ќе се појават, е тоа привлечно бидејќи градејќи го тој коефициент на рейтинг и бројот на освоени поени се множат и тие во зависност од освоениот пласман скокаат многу на светската ранглиста. Заради тоа, например, ние имаме во латиноамерикански танци на овој надпревар, кој што е за адулт популација, тоа е од 19 години плюс, или во другите спортови тоа сениорска популација, има, како да ви кажам, негде околу, само за тој надпревар се негде околу 25 држави. Тоа значи дека таа привлечност за тоа да скокаат на ранг листата е многу висока, бидејќи позиционирањето на светската ранг листа е, да кажем, една од главните цели во спортските инстанции, во било кој спорт, па и на овој. Каков интересот кај младите во Македонија за спортски танци? Имаме ли интерес? Има, и текако има интерес. Ние во Танцовата спортска федерација на Македонија работиме, здружени сме да го развиваме тоа подрачје. Ние сме како Национална спортска танцова федерација во рамките на Министерството за спорт. Имаме систем за надпреварување кој што го негуваме веќе 30 на години, како што и повеќе како што постои Танцовата федерација. Значи, спорт како и секој друг бара многу работа. Танчерите спортисти кои што ќе тргнат од мали нозе
можат, доколку сакаат и доколку работат да стигнат до високи инстанции, меѓутоа како и секој друг спорт тоа бара и многу работа, бара и многу труд и бара и многу средства финансиски и така натаму. Се зависи од тоа како нашите клубови, танцови кои што се организирани во Танцовата спортска федерација ги организираат своите системи да произведуваат кадар, да прават добри танцови двојки, танчери спортисти од многу дисциплини, а колку што јас ја пратам целата таа ситуација како претседател на федерацијата, ние во нашите редови имаме со што да се пофалиме. Кажете ми колку ваквите настани како што е меѓународниот надпревар Македонија Open 2025 придонесуваат за туристичка промоција на Скопје и воопшто на државата? Еве како сега ќе ви кажам, значи тоа што ќе дојдат овие надпреварувачи не се само тие кои што ќе влезат овдека во Македонија. Тие се пропратени со цели екипи, почнувајќи од тренерите, нивните родители, пријатели, значи хотелите во Скопје се полни. Тоа е тоа. Тие се на некој начин поддржувачи на нашиот туризам преку вакви настани. Зошто нашиот настан може да допринесе до тоа? Затоа што самата атрактивност и високата класа предизвикува да тие луѓе дојдат во што поголем број и да тука се појават на различни начини да бидат потрошувачи, нели, во било која смисла. Заради тоа во градот Скопје е важно, нели, да туристичките капацитети бидат на солидно ниво организирани и да може да прифатат ваква приказна, што до сега никогаш не сме имале проблем и тие навистина се спремни да одговорат на овакви барања. Господине Павлевски, за крај на нашиот разговор, ајде да упатиме на покана. Местото на настанот е спортскиот центар Јане Сандански. Кој се може да присуствува на истиот? Може да присуствува било кој. Значи, влезницата е на благајната на Јане Сандански 300 денари, скромна е влезницата. Најубавото е да се види утре во 19:30 часот, гала вечерта, која што ќе биде и на каналот на Македонскиот олимписки комитет преку лайвстрим линк пренесувана. И на тогаш реално гледачите ќе може да ги видат почнувајќи од четвртфиналните, полуфиналните и финалните кругови кои што се, да кажам, веќе танцови двојки кои што се исчистиле или кои што веќе поминале квалификации и сега во тој вечерен дел ќе го има најубавото, шлагот на крајот. И таа, да кажам, вечер од 7:30 утре ќе биде најатрактивното да се види. Ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во утро во Македонија наутро и ви посакувам успешен настан. Благодарам многу, поздрав. За меѓународниот танцов надпревар Македонија Open 2025 кој ќе се одржи во сабота и во недела во Скопје, утрово разговаравме со доктор Владко Павлевски, претседател на Федерацијата на Танцовата спортска федерација на Македонија. Симона?